денеска го честитам 1 мај на сите граѓани и на сите работници во нашата држава. Навистина ми е чест што оваа година синдикатите слободно и достоинствено го одбележаа символично 1 мај на улиците, како што тоа го личи и како што се боревме сите минати години. Но важно е дека заклучуваме дека без социјален диалог навистина во нашата држава е невозможно да зборуваме за унапредување на работничките права. И токму затоа како влада од првиот момент покажуваме дека го почитуваме социјоекономскиот диалог, ги почитуваме и работниците и синдикатите, но ги почитуваме и работодавачите, затоа што само така ова наша држава може да има економски раст и развој. Денеска на 11-тата седница на економско-социјалниот совет присуствуваше и премиерот, кој што за прв пат во историјата на Македонија покажува политичка волја за подигнување на овој диалог на едно навистина високо политичко ниво. Со оглед на тоа што економско-социјалниот совет е клучен за дебата по однос на сите политики, ние гордо кажуваме дека сите стратешки документи и сите закони кои што се од овој домен во изминатите 11 месеци поминаа низ овој совет. Освен што унапредивме платите или ги зголемивме на 90.000 работници, обештетивме 5.000 стечени работници, пред 2 недели владата ги усвои измените на Законот за работни односи, кои што исто така ги унапредуваат правата на работниците. Утврдивме прецизни договори за работниците кои што треба да бидат пропишани од работодавачите, но со јасни критериуми, јасни задолженија за да работниците може да си ги знаат обврските, но и правата и да може да се борат за истите. Исто така пробната работа која што беше утврдена на 6 месеци, сега е 4 месеци. Платата на еден приправник беше 40%, сега е зголемена на 70%. Престанокот од деловни причини може да се случи во секоја фирма, но истиот работодавач не сме во наредните 2 години да оствари ново вработување за истата позиција или за истото работно занимање во истата фирма. Исто така се зголеми и испратнината од 12,5 до 25% за секој договор за вработување кој што престанал заради деловни причини. И не застануваме тука, работиме на сосема нов закон за работни односи кој што преку социјален диалог до крајот на 2018 година ќе го предложиме на владата, а понатаму владата ќе треба да го предложи до парламентот, во кој што очекуваме да се разрешат многу големи и горливи прашања кои што се јавуваат и кај работодавачите и кај работниците, како што се технолошкиот вишок, вработувањето на определено време и слободата на синдикалното здружување кое што сите ние заедно треба да ја унапредуваме. Продолжуваме посветено да работиме на унапредување на работничките права заедно со сите социјални партнери. Благодарам.